Ваша ексцеленција амбасадор Гир, поштовани представници на Европската унија, поштовани господин Худолин, поштовани колеги, поштовани пратеници, ексцеленци, поштовани директори, ценетни медиуми, дами и господа. Дозволете ми на почетокот да го изразам моето задоволство од можноста да се обратам на овој значаен форум пред вас, нашите партнери, кои што несебично вложуваат во насока на олеснување и забрзување на нашите интегративни процеси за членство во Европската унија. Стратешката определба на владата на Република Северна Македонија е интеграцијата на државата во Европската унија, која пак не би можела да се замисли без основното начало, а тоа е владењето на правото. Владењето на правото е една од заедничките вредности на сите земји членки. Почитувањето на владењето на правото е од суштинско значење, за да се обезбеди еднаквост пред законот и граѓаните и деловните субјекти и да имаат доверба во јавните институции. Неслучајно го споменувам ова денес, кога одбележуваме почетен настан за проектот ЕУ поддршка за владењето на правото, финансиран во рамки на националната ИПА 2020. Исклучителна е важност на овој проект, кој го бројуваме меѓу најважните проекти што се спроведуваат во Република Северна Македонија. Оттаму очекувам проектот преку мултиагенцијскиот пристап, според кој е концепиран конечно да ги обедини институциите во своето делување, а на тој начин да обезбеди заедничко исполнување на проектните цели. Поставување на силни правни основи за транспарентни, одговорни и ефикасни и демократски институции, кои што се способни ефикасно да се справат со заканите од организираниот криминал, корупцијата, компјутерскиот криминал и сите други актуелни закани. Владата вложува максимални напори со цел да обезбеди непречено владење на правото како основно право за своите граѓани. Земјите од Западен Балкан, вклучувајќи ја и Република Северна Македонија, продолжуваат да се соочуваат со големи предизвици кои што се поврзани со борбата против корупцијата и организираниот криминал. Прашања кои што се клучно значење за функционалната демократија и пред се за функционална економија и во голема мера го условуваат процесот на пристапување во Европската унија. Оттаму одлучната и неселективната борба против организираниот криминал и корупцијата е приоритет на секоја од државите. Тоа е наш стратешки приоритет, при што фокусот на нашите активности е насочен кон превенција, спречување и борба со сите облици на организиран криминал согласно највисоките стандарди на политичко работење. Дами и господа, дозволете ми уште еднаш да изразам огромна благодарност до Европската унија за значителната поддршка обезбедена преку инструментот за предпристапната помош во спроведувањето на реформските процеси, како и големата материјална поддршка со што видливо се подобрија човечките, техничките и инфраструктурните капацитети на Министерството за внатрешни работи, неопходни за ефикасно работење во ова исклучително значајна дејност. Благодарност упатувам и до сите партнери во проектот, именно до Институтот за основни човекови права Лудвиг Болцман, Хрватското Министерство за правата и јавна администрација, Министерството за внатрешни работи на Република Словенија за нивната посветеност во работењето и очекувам дека со нивна несебична поддршка и помош ќе успееме нашата долго очекувана визија за европско интегрирање постапно да ја трансформираме во реалност. Од нас се бара да покажеме подготвеност и конечно да го почнеме процесот на интегрирање преку исполнувањето на условите и стандардите во клучните сфери, а тоа ќе направиме заеднички и преку имплементацијата на овој проект. Сите оние кои што помагаат, финансираат и го прават најдоброто за да ја помогнат на Република Северна Македонија. Но ние, покрај реформите во легислативата, низ овој проект
промениме нашиот ум и на поинаков начин да ги сватиме работите кои што се однесуваат за корупцијата. Заради тоа што нема реформа и нема да биде успешна една реформа ако не си го промениме начинот на нашето размислување, а тој го должиме на граѓаните. Благодарам.